Од денеска до 1 февруари, влюбениците во убавите уметнички слики ќе може да ја посетат и да уживаат во ликовната изложба на слики од 16-тата меѓународна ликовна колонија Карпино 2018 година. На изложбата се представени 30 слики изработени во техника акрил на платно и масло на платно од 10 автори од земјава и странство. Уметничкиот организатор на изложбата Валентина Илиевска, која исто така е и учесник на колонијата, нагласи дека учество во Карпино секоја година земаат уметници од Македонија и странство, а благодарение на Центарот за култура Трајко Прокопиев, изложбата ќе гостува во повеќе македонски градови. Секогаш се трудиме да го задржиме оној квалитет, например да поканиме од локалните уметници, од градот Куманово, мислам и од пошироко од Република Македонија, македонските уметници и секако значи не ги забораваме нашите комши од Србија, од Бугарија, од Босна, значи од бившите југословенски простори, од балканските простори, но меѓутоа се трудиме малку и да се прошириме. Оваа година имавме значи представники од Германија. Имаме значи во програма да го разгледаме градот Куманово, самата околина, знаменитостите како што е Зебрњак, Костурницата, Кокино и планираме нешто и да прошетаме и до Скопје, нели како главниот град на Република Македонија, да пошироко да не е запознаат државата. Председателот на Центарот за култура Трајко Прокопиев, Зоран Павловски, истакна дека почетоците на колонијата биле во рамки на манастирскиот комплекс во Карпино, за разлика од сега кога уметниците творат во урбаните средини. Првите 10 години се одржуваше во манастирскиот комплекс Карпино, едно духовно светилиште во близина на Куманово. Веќе 5 години 6 е пребацена во ресторан Грација, значи веќе творат во урбана средина и сега се, како што гледате, колоритите или слики од такви теми. Додека порано беа инспирирани од самата црква, од самиот манастирски комплекс. Првите неколку години беа од продолжен карактер, веќе наназад, сигурно на 10 години не се, ние ги складираме во депо и ги красат витрините или во Куманово, во општина Куманово, или надвор од општина кога ги даваме на градоначелници или на амбасадори и така натаму, значи некаде надвор и од Македонија. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски ги покани граѓаните да ја посетат изложбата и да уживаат во уметничките дела, насликани со различни техники и со различни мотиви. Убеден сум дека денешнава изложба на уметнички дела, која што зрачи со една енергија пренесена од Карпино преку рацете на уметниците, дава еден посебен впечаток и момент. Задоволство ми е што во општина Илинден ќе бидат неколку дена изложени уметничките дела, секако дека граѓаните на општина Илинден и пошироко ќе ги посетат и ќе уживаат во гледката која што ја има. Меѓутоа, што е најзначајно, што еве продолжуваме со културата, уметноста и поддршката на уметниците, негување на културата во општина Илинден. Изложбата се организира во соработка со Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев од Куманово.